Добре дојдовте уште во една наша и ваша емисија, вашиот пратеник. Гостин овој пат е пратеникот Душко Иванов. Добре дојдовте. Добро ви најдов и благодарам на можноста и на поканата. Пратениче, вие сте дипломиран правник, доаѓате од универзитетот, Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Што работевте пред тоа, пред да станете пратеник? Па вака, да, дипломиран правник при Универзитетот Гоце Делчев во Штип и доаѓам од Штип. Со гордост можам да кажам дека Штип од 2007 година стана еден универзитетски центар, универзитетски град од истокот. Еве, во делот на третата изборна единица имаат можност сите млади и се отвори можноста да можат да студираат. Па вака, предходно моето работно искуство 4 години во Основен суд Штип, потоа од 2005 година во Управата за телекомуникации, се извинувам, од 2002 година, потоа 2005 година Управата за телекомуникации стана Агенција за електронски комуникации како непрофитно регулаторно тело. Всушност од 2005 година до изборот за пратеник во Собранието на Република Македонија, мојата професионална дејност беше во Агенцијата за електронски комуникации, поточно во секторот за заштита на права на крајните корисници, во односот што го имаат сите претплатници, сите ние со операторите. Да. Нели е помалку многу спротивставена улогата од она што сте го работеле пред тоа и сега оваа пратеничка улога? Од каде таа желба да станете пратеник, да влезете во политиката? Па вака, имајќи во предвид дека тоа е сектор за заштита на права на крајните корисници, има некоја блискост, имат некој поврзаност со политиката, затоа што во принцип политичарите, јас сметам дека треба да се залагаат за подобрување на правата на граѓаните и од тука ја наоѓам таа поврзаност. Жалбата за политиката. Па вака. Кога се роди? Па вака. Дали на помлади години, повозрастни и така? Ние сме генерации кога го дооформувавме нашето основно образование, се случија тие 90-ти години и промена на системот, промена на политичкиот систем во нашата држава и промена на па и на економскиот систем, тие приватизации. И тогаш всушност како млади луѓе во нашите средношколски денови, се извинувам, видовме дека имаме можност да се обидеме, да се вклучиме, активно да се вклучиме во тие процеси во државата, секако и да се обидеме да можеме да дадеме свој придонес, да додадеме некоја вредност и да се вклучиме активно во политиката. Во политиката од своите средношколски денови од 96 година, во Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, и од тогаш всушност тоа беа и првите локални избори во нашата држава, кога се бираа градоначалниците и советите по општините на непосредни избори. Таа е годината која што започна сето тоа и од тога се вклучивме активно и еве до ден денес сме во политиката. Така, како пратеник би требало да имате помалку време за своето семејство и како вашето семејство гледа на вашата улога сега со оглед на тоа што оваа страна ви ја краде малце таа блискост со своето семејство? Па да, за жал искрено е така. Меѓутоа, еве, јас лично можам да кажам дека пред секоја одлука имаме консултација во семејството. Јас имам семејство, сопруга, 2 дечиња, мајка која што живее со нас. И пред секоја одлука во некое поактивно вклучување на политика, знаејќи дека времето од семејството ќе биде намалено и ќе биде одземено, ќе биде украдено од своите најблиски. Секогаш разговараме и одлуката ја донесуваме заеднички. И при тоа тие знаат дека времето кое што ќе можам да го поминам со своето семејство ќе биде малку помало. Јас се трудам своето слободно време што повеќе да го поминувам со моето семејство. Имам ќерка студент,
трета година на Финки, овде во Скопје. Син кој што е втора година во гимназијата во Штип. И се трудиме некако да најдеме сите заедничко време да видиме што повеќе заедно. Како ја добивате нивната подршка? Најмногу од децата, момче и девојче, мислам на таа возраст, малце... Па е фактот дека сме разговарале претходно и се согласиле, знаејќи дека своето време и времето кое што ќе го поминувам со своето семејство ќе биде пократко и помало. Самиот факт дека ја дале поддршката, тие се веќе знаат што се случува во политиката. Фактот дека дале поддршка е дека разбираат дека желбата на сите нас за едно подобро општество, еден подобар систем, ќе мора сите заеднички некако да трпиме некакви мали последици и го прифаќаат ризикот. Уште накратко, на почетокот веднаш рековме дека сте роден штипјанец. Така. Тоа е помала средина, традиционална, со други вредности. Дали и што најмногу влијаеше вака да се изградите во личност? Што може да пренесете на младата генерација? Па вака, Штип е мала средина, меѓутоа една од поголемите општини во истокот или во третата изборна единица. Штип е во трета изборна единица и заедно со Велес се поголемите општини од таа изборна единица. Имајќи во предвид дека во почетоците Штип е всушност од секогаш бил средина од која што се раѓаат политичари. Ќе ве потсетам првата експертска влада, меѓу другото беше и штипска влада, така беше. Така ја нарекува во јавноста. Штип од секогаш бил административен центар на истокот. Ќе се повторам од првото прашање, сега е и универзитетски град. И секогаш е средина од која што има доста луѓе кои што сакат да се вклучат во сите општествени текови, зависно од периодот во кој што може да го направат тоа. Да, и една средина во која што мешана средина. Тука имаме припадници од влашката заедница, мислам дека според последниот попис има околу 2000 во општина Штип. Има наши сограѓани роми, има турската заедница. Јас имав прилика, пред да станам пратеник, бев избран за советник во Советот на општина Штип во 2001 година на тие локални избори. Соработката со сите штипјани, со сите граѓани и можноста да ги подобриме условите на локално ниво се работи секогаш за инфраструктурни проблеми кои што ги имаат граѓаните. Успеавме, тоа го покажа и овие избори во 2025 година локални, затоа што повторно освоивме поголем број на советници, истиот градоначалник ја доби довербата од граѓаните и сето тоа е резултат на работата на претходниот совет и на градоначалникот на општина Штип. Увидеа граѓаните дека може да има локална самоуправа која што дава додадена вредност и ги подобрува состојбите во инфраструктурата или генерално секојдневието на секој граѓанин. И со задоволство можам да кажам дека продолжуваме во тој правец. И да пренесеме на граѓаните дека на сограѓаните дека може активно да се вклучиш во политиката, меѓутоа да излезеш од политиката со чист образ, со честност и при тоа да оставиш одредени проекти кои што го подобруваат секојдневието. И всушност граѓаните увидоа дека не секоја локална самоуправа не работи во прилог на граѓаните. Дека може да има локална самоуправа која што функционира и заеднички со граѓаните го креираат и буџетот, и проектите, и сето тоа се реализира. А е од парите на граѓаните како даночни обврзници. Пратениче Иванов, како и секој друг пратеник, една од обврските на народните избраници се членствата во работни тела,
членства во групи на соработка. Вие сте член на повеќе работни тела овде во собранието, меѓу кои Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, потоа Комитетот за односи меѓу заедниците, некаде сте заменик член како во постојната анкетна комисија за заштита на слободата и правата, потоа Комисијата за локална самоуправа и Законодавно-правната комисија. Тука имаме и неколку групи за соработка со други парламенти, како што се парламентите на Романија, Кина, Балтичките земји, Кралството Белгија. Моето прашање во овие групи за соработка комисии, каде најмногу се пронаоѓате? Каде можете најмногу да придонесете за, да кажеме, за доброто на граѓаните? Па да, народните избраници или пратениците, освен пленарните седници, работат и учествуваат во работи на работни тела. Па, јас сум член во Законодавно-правната комисија и член во Комисијата за локална самоуправа. Во другите сум заменик член. Сепак, Комисијата за локална самоуправа е комисија која што може да помогне да даде свој придонес при предлози, измени, дополнување и нови закони, кои што се од локалната самоуправа и кои што сите граѓани во Република Македонија ги засегаат од причина што локалната самоуправа или локалната власт е најблиска до граѓаните. А Законодавно-правната комисија, еве мислам дека сега наредната недела имаме 150-та седница од Законодавно-правната комисија, е комисија во која што се утврдува законитоста и уставноста на сите предлоги, измени и дополнувања и на сите нови закони во кои што ќе стасат до собрание, независно кој ќе биде предлагачот. Мислам дека во Законодавно-правната комисија е местото каде што, можеби се најдобро пронаоѓам, затоа што гледаме новите предлог закони и новите законски решенија да бидат подобри од претходните законски решенија, секако во интерес на граѓаните и во интерес на државата. Така, тоа е и вашата професија, матична дипломиран правник. Пратениче, секој петок пратениците според собранискиот деловник имаат обврска да се среќаваат со граѓаните. Секако дека тоа не е само секој петок, вие имате постојани средби со граѓаните. Но овие средби што најмногу ви порачуваат граѓаните? Што најмногу, да ни кажаме, бараат од вас да им се помогне, било да е тоа за нивната средина каде што живеат, за изборната единица? Па вака, да, секој петок средби со граѓаните, меѓутоа, јас лично, за мене можам да зборувам дека средбите со граѓаните ја имаме секојдневно. Барањата на граѓаните се едноставни. Подобрување на инфраструктурата, подобри законски решенија, подобра економија. Сега има и барања кои што се, јас ги разбирам граѓаните, посебно лични барања од имотно-правни односи до одредени институции. Затоа што, да бидеме искрени, дел од институциите, поголем дел, ја извршуваат својата работа навремено, меѓутоа има институции или некои административни лавиринти, како што велат граѓаните, со кои што не секогаш можат да се справат и да ги заштитат своите права, да ги одбрнат своите права или конкретно да добијат некакви права за кои што имат поднесено барање. Голем дел од барањата на граѓаните се со замолница тие институции да бидат се поефикасни, за да можат да си ги остварат своите права. Така и на тоа треба да работиме. Треба да се работи. Моето трето прашање е, вие сте пратеник 2 години овде, така. Остануваат уште 2 години до крајот на мандатот. Зашто ќе се залагате понатаму во овие преостанати 2 години? И, например, пошто сакате граѓаните да ве запамтат за време на вашиот мандат? Па вака, да, неполни 2 години. Изборите беа 2004 во мај. Има уште 2 години и неколку месеци. Јас доаѓам од истокот, од трета изборна единица, од градот Штип. Граѓаните туку имаат огромен проблем во делот на здравствената заштита и здравствената услуга. Клиничката болница во Штип е проект кој што е започнат многу одамна, повеќе од 10 години, меѓутоа тука е застанато. Го одблокиравме процесот.
успеавме да обезбедиме финансиски средства со стратешкиот договор со Обединетото кралство. И јас се надевам и сум сигурен дека ќе започне постапката, веќе се прибираат понуди од страна на релевантни светски банки. И еве, сум сигурен дека проектот Клиничка болница Штип до крајот на овој мандат треба да се реализира, да ја подобриме здравствената услуга на граѓаните и меѓу другото, освен Клиничка болница Штип, во соработка со Универзитетот Гоце Делчев, тука ќе имаме и нови простории за медицинскиот факултет и нов студентски дом за студентите на медицински факултет, а тоа е многу битно за целата трета изборна единица, затоа што Клиничка болница Штип дава здравствени услуги некаде на нешто од над 200.000 граѓани во Истокот. Се надевам дека ќе успееме тој проект да го реализираме и секако по завршувањето на мандатот, јас лично сметам дека можеби најбитно по завршување на мандатот е секој политичар, независно дали ќе биде законодавна, извршна или локална власт, да излезе чесен, да излезе со чист образ и секако позади себе да остави одредени проекти кои што ќе бидат запаметени од страна на граѓаните во тој 4-годишен период. Ви благодарам на разговор. Ви благодарам и на вас на поканата.